Што би значила нашата сугестија? Нашата сугестија се заснова на аргументите кои што ги утврдивме, што укажува на дел од работењето на вице-премиерот. Одлуката е на премиерот како ќе донесе и што значи што смета тој под утврдување на одговорност. Меѓутоа, што и да одлучи, е должен да не извести во рок од 60 дена. А што може да биде друго освен да поведе иницијатива за разрешување? Или да не поведе. Да поведе или да не поведе. Значи, но сепак, ако реши да го санкционира, така тоа би значило иницијатива така. до собранието да биде разрешен Ангјушев, така? Меѓу другото, да. Дали, сега е хипотетичко прашањето, но бидејќи премиерот Ангјушев денојве, може би во очекување на ваква одлука, бидејќи тој беше кај вас да даде изјава, дава изјави дека неговиот мандат ќе заврши веројатно со мандатот на политичката влада, затоа што така ветил и така дал збор, а тоа би значило дека не би бил на списокот на техничкиот премиер во владата која што треба да стапи на сила од 3 јануари. Дали вие би биле задоволни ако Ангјушев не го видите на тој список? Значи, како да ви кажам, ние не го правиме списокот на владата, ние сме должни да ги обелодениме состојбите. Да ги обелодениме пред граѓаните состојбите, што значи нашето задоволство ќе се совпадне со задоволството на мнозинството граѓани. Мислам, не би требало ваквите состојби да се повторуваат. Значи, пред се оваа комисија има превентивна улога, значи треба да укажува да не се случуваат вакви работи. Ако ова сме го детектирале сега по анонимна пријава во владата, пред нас стојат уште многу влади, значи ваквите состојби не треба да се појавуваат. А ова беше по анонимна пријава? Да. Кога ја добивте пријавата? Летово. Иако претходно медиумите известуваа за ова, знаете. Алсат, мислам дека уште во септември 2017 известуваше. Да. Па добро се, 2017 ние почнавме со работа, 2019 бевме нагрнати навистина со многу пријави, меѓу кои беше токму и оваа пријава, како што беа и другите пријави за кои се однесуваат исто така на вице-премиерот Кочо Ангјушев, каде што пак не утврдивме наоди. Значи, ние ги утврдуваме состојбите врз основа на аргументи. Аргументите ги добивме од владата на Република Македонија, на Република Северна Македонија, но и од други надлежни министерства, како што е Министерството за економија, Министерството за финансии и така натаму, Секретаријатот за законодавство. Тие се аргументите за